Добар ден, почнуваме со централното издание на вестите. За почеток настани на денот. Во наелектризирана атмосфера, во собранието почна процедурата за предлог законот за правична застапеност. Да не биде официјално почетокот на уништувањето на унитарниот систем. Зошто се плашите? Јас не знам од каде ви ова паника. Формулација за наводно фалсификување историја прв пат влезе во извештајот на Европскиот парламент. Владата го отфрла повикот за меѓувладина конференција со Софија. Во овој момент сметам дека нема услови за такво нешто. Вучич отпатува за Тиват и покрај предупредувањата дека му е загрозена безбедноста. Пошто сега не плашим да говорим истину. Кумановка си го продала бебето за 500 евра. Откриена шокантна шема за трговија со луѓе. 6 мина приведени. Пари за седници без присуство, гориво за приватни возила, сомнителни исплати и јавни набавки во Академијата за суди и јавни обвинители. Исплатени се средства и на членови кои воопшто не присуствувале на одржаните седници. Во наелектризирана атмосфера, во собранието почна расправата за предлог законот за правична застапеност, кој треба да го замени укинатиот балансер. Пратениците уште на почетокот се судрија за начинот како да се гласа за предлогот, но надвладеа мнозинството тој да се носи со мал, а не со голем бадантер. Според тој, предлог законот се коси со рамковниот договор. Завлен пак ги штити правата на етничките заедници. Дејан Трајковски. Долго најавуваниот закон за правична и соодветна застапеност влезе во собраниска процедура. Со часови трае расправата во Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците за законот кој треба да го замени балансерот. Предлагачот, пратеникот и вице-премиер Беким Сали во собранието порача дека со овој закон се прави историски чекор кон унапредување на рамковниот договор и дека правичната застапеност во институциите ќе се уредува законски, наспроти со балансерот, кој го оцени само како дигитална алатка. Сакам да истакнам дека овој закон ја ужива поддршката на Советот на Европа, бидејќи за него е дадено позитивно мислење од Венецијанската комисија, а препораките содржани во низиното мислење кои беа насочени кон подобрување на текстот се вградени во одредбите на овој закон. Законот го штити правото на слободно самоизјаснување, но истовремено го спречува неговото злоупотреби. Сепак албанските партии од власта и опозицијата со спротивставени гледишта на овој закон. Според опозицијскиот блок, кој жестоко се протива на ова решение, се нарушува рамковниот договор и уставниот поредок и најавија дека ќе направат се што е во нивна моќ истиот да не се донесе. Одвреди пак порачаа дека опозицијските партии манипулираат со чувствата на албанските граѓани и дека законското решение ќе доведе до попрофесионални вработувања во институциите. Овој закон кој треба да кажеме, мораме да кажеме, е закон кој е во програмата на ВМРО-ДПМН, не на програмата на Вреди. Законот како акт може да се подобри, надгради. На матичната комисија и предходеше жолчна расправа во Комисијата за политички систем, каде власта и опозицијата се судрија околу тоа дали да се носи со мал или голем бадентер. Со 11 гласа за и 2 против надвладеа ставот тој да се донесе со мал бадентер, што значи мнозинство гласови од присутните пратеници и мнозинство гласови од припадниците на немнозинските заедници. Се надевам дека и посакам овој денешниот ден да не биде официјално почетокот на уништувањето на унитарниот систем на државата, бидејќи овој систем е дојдено време можеби и да се смени. Зошто се плашите? Јас не знам од каде ви ова паника или тенденцијата ваша е да создадете во секоја седница, во секоја комисија да имате шоу, драми и театар. Вие донесувате закон кој што ни го продавате како да живееме во Скандинавија без никаков механизам. Пред да дојде на гласање на пленарна седница, законот ќе оди на јавна расправа.
Амандманот за суштината на вториот протокол со Бугарија на известувачот Вајц, кој требаше да ја расчисти маглата дали билатералните прашања се критериум за европскиот напредок, не се најде во конечниот извештај на Европскиот парламент за Македонија. Канал 5 имаше увид во сите 13 усвоени амандмани. Во документот првпат влезе термин фалсификување на бугарски надписи. Јован Ѓорговски има повеќе. Договорот со Бугарија опипливи резултати од историската комисија и потврда дека уставните измени остануваат главниот услов за отворање на првиот преговарачки кластер. Ова се дел од најчувствителните делови во компромисните амандмани на Европскиот парламент за извештајот за Македонија, до кој дојде Канал 5. Значајно е тоа што меѓу нив никаде директно не се споменува амандманот на известувачот за Македонија Томас Вајц, кој побара разјаснување дали вториот билатерален протокол меѓу Македонија и Бугарија е дел од преговарачката рамка. Наместо тоа, документот се повикува на договорот со Бугарија и обврските кои произлегуваат од него за земјава. Во амандманите се наведува дека постојат различни толкувања за историските карактеристики на македонското општество, но содржана е и формулација според која јазичниот, културниот и националниот идентитет не треба да влијаат врз пристапниот процес. Сепак, можеби за прв пат во извештај за напредок на земјава е вметнат зборот фалсификување, кој се однесува на бугарски надписи во Македонија. Ги повикува сите страни да ја продолжат работата на заедничката комисија за историски прашања на Бугарија и Македонија и да ја исполнат нејзината работа со добра намера, со што ќе ги зближат општествата. Го осудува секој обид за замена на историски споменици и или артефакти, вклучително и уништувањето на автентичното културно наследство, жали за уништувањето и фалсификувањето на бугарските надписи. Дел од бугарските европратеници токму за оваа точка се пофалија дека успеале да ја добијат битката, ваквиот термин за прв пат да биде вметнат во извештај на Европскиот парламент за Македонија. Думата фалшификација имаме за прв пат, това, което ние говорим од години, че в опитите си да затврди својата национална идеја, Скопје стига до там да фалшифицира български паметници, вече го имаме черно на бяло. Во останатиот дел од текстот се нотира со загриженост и како што стои силната врска меѓу владите на Македонија и Србија. Во делот за правосудството пак наведено е дека напредокот на Македонија ќе се мери врз основа на заслуги, а прашањето со уставните измени не треба да се користи како изговор за неспроведување на реформи. Дополнително се нагласува потребата од засилена борба против криминалот и корупцијата и спроведување на законите од реформската агенда. Нотиран е недостатокот на напредок од последниот извештај со барање за итна и обновена политичка посветеност. Покрај компромисните, Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент усвои 2 амандмани на бугарските европратеници кои се однесуваат на работата на историската комисија од која се бараат опипливи резултати, како и повикот да се одржи следната меѓувладина конференција меѓу Скопје и Софија. На таа тема шефот на македонската дипломатија Муцунски порача дека услови за такво нешто нема. Во овој момент сметам дека нема услови за такво нешто, бидејќи сметам дека во овој момент треба да бидеме посветени на градење на доверба за многу други значајни прашања, а кои што се од стратешка природа, како стратешки погрешната одлука на Бугарија да го прави ова што го прави на нашата држава. Интересно е тоа што во текстот на компромисните амандмани за земјава терминот македонски граѓани или македонска влада секаде е заменет со граѓани на Северна Македонија или влада на Северна Македонија. Без нагласен оптимизам, но со очекувања за посуштински, а не само декларативни заложби. Вечерва во Тиват почнуваат дводневниот самит ЕУ Западен Балкан. Премиерот Мицкоски ќе биде меѓу лидерите од регионот и европските челници, каде, како што порача, ќе ја брани позицијата дека без гаранции нема да се влезе во процесот на уставни измени. Сандра Спасовска има повеќе. Охрабрување за проширувањето на регионот, но и расчистување на дилемите околу предлогот на германскиот канцелар Фридрих Мерц, очекува шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски за време на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват. Муцунски во одговор на новинарско прашање ги повтори цврстите позиции на земјава. Македонија останува на европскиот пат, но без услови за уставни измени. Според него, без гаранции нема поместување од позициите и повтори дека најмалку што може да направи Софија во моментов е да ги исполни своите обврски согласно меѓународното јавно право. Очекуваме да се пратат дополнителни сигнали за охрабрување кон регионот од една колективна смисла. Веројатно една од темите на дискусии ќе биде, бидејќи се очекува присуство на канцеларот Мерц, како тој ја гледа политиката на проширување. Еден од позитивните сигнали што ги слушаме, но веројатно изворно ќе го слушнеме во Тиват, е дека и тие идеи кои што тој ги образложи во своето писмо
механизма, не се толкуваат алтернативно, односно дека ќе има некој нов модел без пат кон полноправно членство, туку како еден паралелен процес кој што би се одвивал. На самитот ЕУ Западен Балкан од својата последна дестинација Белград, председателот на Европскиот совет Антонио Кошта заминува со порака дека проширувањето на Западен Балкан е најважното прашање на Унијата во моментов, но земјите вели мора да ги спроведат реформите и обврските. Во тивот, освен шефовите на држави и влади на 6 земји од регионот, присутни ќе бидат и шефицата на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и германскиот канцелар Фридрих Мерц. For us, the enlargement, namely to the Western Balkans, is the most important geopolitical investment that the European Union is doing. I know that tomorrow the European leaders will discuss with the leaders of the Western Balkans how we can improve our methodology to move forward faster and better. That don't means to be easier, but it means that how we can deliver together more rapidly. Вчера и премиерот Мицкоски пред заминувањето во Црна Гора рече дека преговарачкиот процес со ЕУ е маратон, не спринт, а ставот на владата останува непроменет и нема цена што ќе ги натера да влезат во авантура без јасни гаранции и извесен крај. За следната недела Муцунски пак најави можни средби на високо ниво за време на, како што рече, неговата и посетата на председателката Гордана Силјановска-Давкова во Бугарија по повод регионален настан. Канал 5 има своја екипа во Тиват и во текот на утрешниот ден ќе известува во живо во информативните изданија. А иако Српската безбедносно-информативна агенција му препорача на српскиот председател Вучич да не патува во Црна Гора на самитот ЕУ Западен Балкан, во Тиват, поради утврден висок безбедносен ризик, тој одлучи да отпатува во Тиват. Препораката на БИА била донесена поради непријателски активности на странски служби и криминални групи во Црна Гора. Тензиите се зголемија и откако црногорската полиција врати 87 мажи од српска националност во Белград од аеродромот во Тиват поради ризик за националната безбедност. Вучич денеска порача дека ќе оди во Тиват, бидејќи, како што рече, ниту се исплашил, ниту бил фасциниран од заканите. Dobio sam pismeno, pročitao, nisam o tome naravno pričao sa gospodinom Koštom, idem u Crnu Goru i vidim tamo veoma je važno da predstavljam Srbiju, tako da sve normalno. A o drugim stvarima govorit ću u Crnoj Gori. Ne ovde, nego ću da odem dole, da u lice kažem sve što imam da kažem oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni kao mučene baltičke zemlje otprilike uvek ugroženi od nas i tako dalje. Dakle, o tome ću da govorim, ali u Crnoj Gori. Znate, pošto se ja ne plašim da govorim istinu. Знам, не очекува никакви измени во делот на нивните ресори, изјави портпаролот на движењето Никола Мемов на денешната пресконференција, прашан од новинарите дали министерот за правда Игор Филков ќе биде опфатен со најавената реконструкција на владата. Од Влен пак се повоздржани и велат дека наредниве денови ќе седнат на маса и ќе се знае кој би бил опфатен во процесот. Ивана Стојановска. Од Движењето за наша Македонија очекуваат да ги задржат ресорите правда и јавна администрација и повладината реконструкција, но не исклучуваат можни персонални промени. Велат задоволни се од работата и на Минчев и на Филков, но дека присуството на знам во владата не зависи од персоналниот состав на луѓето кои се дел од извршната власт. Токму името на министерот за правда Филков е едно од најчесто споменуваните во јавноста дека ќе биде опфатено со реконструкцијата, но од знам велат дека официјални преговори се уште не се започнати. Не очекувам никакви измени во делот на ресорите од страна на знам. Консултации се вршат на дневна основа, на лидерско ниво. Нашиот председател господинот Максим Димитриевски во комуникација со премиерот Христијан Мицкоски и се вршат овие консултации. Преговарачките тимови на двете партии веројатно кон средината на овој месец ќе седнат и ќе ги разменат официјално аргументите за престојната реконструкција. Започнување на преговори за промена во владините ресори во наредните денови, најави и ко-председателот на Вреди Изет Меджити. Ndërsa po rekonstruimin parimisht jemi marrë vesh edhe këtë, mirë po ende
nuk kemi ulë bisedojmë rreth parimeve, resoreve, çështjeve tjera. Кои министри ќе бидат опфатени со реконструкцијата и дали ќе има рокади, како што најави премиерот Мицкоски, ќе биде познато до крајот на месецов. Промени најверојатно ќе има во Министерството за социјална политика, откако Фатмир Лимани јавно кажа дека им се разделија патиштата со вреди. Но неофицијално е можно премиерот да го ротира на функцијата на Иван Стоилковиќ во Министерството за односи меѓу заедниците. Се шпекулира и дека ВМРО ДПМН и вреди ќе си ги заменат здравство и образование, но од вреди тврдат дека засега одлука за овие ресори нема. Испразнето остана и вице-премиерското место за добро владење во владата по оставката на Арбен Фетај, а засега е неизвестно кој ќе го замени и дали ресорот ќе остане во рацете на вреди. Фетај пак според информациите на Меджити ќе биде назначен за специјален представник на владата во Брисел. Кумановка си го продала бебето за 500 евра. Откриена шокантна шема за трговија со луѓе. 6 мина приведени. Пари за седници без присуство, гориво за приватни возила, сомнителни исплати и јавни набавки. Ревизија откри низа пропусти во работењето на Академијата за суди и јавни обвинители за 2024 година. Неоделена седниција земале пари, се пробивале рокови за обуки на идни судии кои буџетот го чинеле над 2 милиони евра. Имало спорни прековремени работни часови, а се добивали и пари по повеќе основи во ист период. Државниот завод за ревизија утврди низа неправилности во извештајот за работата на Академијата на суди и јавни обвинители за 2024 година, во кој даде мислење со резерва на усогласеноста на работата со законската регулатива. Ревизорите утврдиле дека членови на управниот одбор на Програмскиот совет добивале надоместоци и кога не присуствувале на седници, а дел од исплатите биле вршени и пред одржување на седниците. Само кај управниот одбор, според ревизијата, били исплатени околу 211.000 денари повеќе од законски предвиденото. За надомест на членовите на управниот одбор исплатени се вкупно 1.976.000 денари. Истите се извршени во целост, а не пропорционално од присуство на седници и при тоа во одредени месеци средствата се исплатени во тековен месец пред одржување на седница. Исто така утврдивме дека исплатени се средства и на членови кои воопшто не присуствувале на одржаните седници, зашто има ефект повеќе исплатени средства за оваа намена. Особено е нотирана и почетната обука на 8-та генерација идни суди и обвинители. Наместо да заврши во законскиот рок, таа траела 3 месеци повеќе, што довело до исплата на уште над 2 милиони денари за ментори и координатори, а дел од договорите со менторите биле склучени дури по завршување на периодот за кој се однесувале. Кај тројца вработени бил надминат законскиот лимит за прекувремени часови, а имало случај каде на исто лице му били исплаќани прекувремени часови и дневници за службени патувања во странство. Извршени се исплати на додаток на плата за прекувремена работа за вработено лице во денови кога му е изготвено решение за службено патување во странство и за истото му се исплатени дневници, како и за присуство на седница на управен одбор која се одржала во текот на полното работно време. Исто така нотирани се и спорни тендери, но и набавни стоки и услуги во вредност од над 400.000 денари без проведена постапка за јавна набавка. Ревизорите забележали и недоволна контрола врз картичките за гориво. Дел од нив се користели за приватни возила, а по усно укажување на Академијата ги користеле членови на комисијата, но оваа состојба, појаснуваат, во текот на ревизијата била надмината. По препораки на ревизијата, Академијата се очекува да ги отстрани утврдените слабости. Поранешниот директор на Царина Стефан Богоев од синоќа е во 30-дневен притвор. Судија на претходна постапка го прифати барањето на обвинителството и им одреди најстроги мерки на Богоев и на уште тројца осомничени во случајот кои се товарат за злоупотреби при јавни набавки и коруптивни дејствија. Адвокатката на Богоев најави жалба на одлуката. Елизабета Дамјановска-Спасеновска со деталите. На поранишниот директор на Царинската управа Стефан Богоев, поранишниот помошник директор во Царинската управа, управителот на приватната фирма Ремондес Медисон и на еден вработен во истата приватна компанија. Судот на барање на обвинителството синоќа им одреди 30-дневен притвор. Четворицата се сомничат дека во периодот од јули 2023 до март 2024 година ја изиграле постапката за доделување договори за јавна набавка, за надворешно одржување хигиена
хигиена на гранични премини и терминали, при што преку фаворизирање на економскиот оператор и ограничување на конкуренцијата му овозможиле на истиот да стекне противправна имотна корист во износ од околу 300.000 евра. Според судот, во случајот постои основано сомнение дека се сторени кривични дела, злоупотреба на постапка за јавен повик, доделување договор или јавно-приватно партнерство, примање награда за противзаконито влијание и давање награда. Адвокатката Алексич потврди дека понудиле гаранции кои судот ги одбил. Во однос на сомневањата за злоупотреби на тендер во царината, рече дека на одбраната не и биле дадени никакви докази. На одбраната на денешното рочиште не беа презентирани никакви докази во насока на постоење на основано сомневање. Само ни беше соопштено дека докази според обвинителството постојат. Не очекувавме искрено таква одлука, особено што станува збор за предмет кој што е од финансова природа, не е од насилен криминал. Како што сме запознаени, не само што ние како одбрана понудивме гаранција, него и другите бранители за другите осумничени има понудено гаранција, со која што мислам дека во комбинација со другите мерки на предпазливост можеше да обезбеди присуство на осумничените и оневозможување нивно за меѓусебна комуникација меѓу себе, како и со сведоците кои што би биле во постапката. Одбраната на Богоев најави дека ќе се жалат на одлуката за притвор. До утре ќе биде поднесена жалба од сите бранители. Обвинителката на ОЈО-ГОК Искра Хадживасилева претходно рече дека ова е рана фаза на истрагата, ќе се обезбедуваат и дополнителни докази и нагласи дека нивните проценки во моментот го оправдуваат барањето за притвор. Притворот бил побаран поради опасност од бегство и можно влијание врз сведоци. Во основниот кривичен суд со воведни зборови на обвинителството и адвокатите започна главната расправа за случајот со злоупотреба на ИПАРД фондовите, во кој обвинети се поранешниот директор на платежната агенција Илија Стоилев и поранешниот министер Џевдет Насуфи. Според обвинителството станува збор за организирана шема на подкуп и противзаконско влијание која имала име и презиме. Маја Стојановска го следеше рочиштето. Со воведни зборови на обвинителството започна главната расправа за случајот со злоупотреба на ИПАРД фондовите, во кој поранешниот директор на платежната агенција Илија Стоилев се товари за примање награда за противзаконито влијание, а поранешниот министер за локална самоуправа и правда Џевдет Насуфи во случајов управител на фирма е обвинет за давање подкуп и организирано влијание. Според обвинението биле ветени и исплатени десетици илјади евра со цел да се обезбеди одобрување на ИПАРД средства за фирма која не ги исполнувала условите. Обвинителката Наташа Поп-Трајкова во воведните зборови истакна дека станува збор за коруптивен систем кој има име и презиме и кој освен што ја нарушил довербата во домашните институции, ја довел во прашање довербата на меѓународните партнери за управувањето со европските фондови во земјава. Целата оваа постапка е злоупотребена со цел заради корупција, како што наведовме и во воведниот говор. Корупцијата имала цена. Цената била 50.000 евра. Корупцијата започнала во агенцијата, таму каде што требало да има заштита на европските фондови и парите на даночните обврзници. Наспроти тоа, постои штета. Секако дека постои штета. Одбраната на Стоилев и Настуфи целосно ги отфрли на водите на обвинителството. Адвокатката на екс-директорот изјави дека обвинението се темели на предпоставки, а не на директни докази и потенцираше дека Стоилев не учествувал во бодувањето на проектите и не можел да влијае врз конечната одлука. Одбраната на Настуфи пак тврди дека тој ниту дал, ниту ветил парични средства и дека средствата кои биле одобрени биле намалени за околу 65%, што според бранителот дополнително исклучувало можноста за договор за подкуп. Како одбрана сметаме дека обвинението не може да го издржи товарот на сопствената конструкција, од причина што на 28.4. оваа година Европската комисија издаде официјално соопштение, согласно кое по направена целосна и детална анализа на процедурите за доделување на средства не биле утврдени апсолутно никакви неправилности. 65% намалените и средства кои треба допрва да ги добие се само основ дека не може да бидат да му ветува на некој. Никакви комуникации нема со
од другите обвинети во постапката. За останатите обвинети, меѓу кои службени лица од Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и Управата за јавни приходи. Обвинениот тврди дека преку бодување и административна обработка овозможиле одобрување на проектот спротивно на правилата. На претходното рочиште вработената во платежната агенција Јасмина Костадинова ја призна вината и беше осудена на 10 месеци затвор. Следното рочиште е закажано за 9 јуни. За 500 евра мајка од Куманово си го продала штотуку роденото бебе. Полицијата откри шокантна шема за трговија со дете во која биле инволвирани 6 лица. Според информациите, главниот збор го имала згрижувачка на деца која воспоставувала контакти со заинтересирани лица, додека друг посредувал во наоѓање биолошки родители во тешка материјална состојба. Миријана Мирчевска-Јовановиќ. 35 годишна мајка од Куманово заедно со неизиниот невенчан партнер од Тетово го продале своето новороденче за 500 евра, а во текот на бременоста и биле плаќани и гинеколошките прегледи од страна од брачен пар од Скопје, кои сакале да посвојат бебе. Во целиот процес посредувала 63 годишна згрижувачка на деца од Скопје, која воспоставила претходен договор со брачниот пар за продажба на бебето. Во целиот случај било вклучено уште едно лице од Скопје, кое ја избегнувало процедурата за посвојување на деца, согласно законот за семејство, ја користела нивната бременост и тешка материјална и социјална состојба. Поради тоа што не можеле да се грижат за нивните новородени деца, ги доведувала родителите во заблуда и ги убедувала да реализираат за одреден паричен надомест и други бенефиции, незаконско посвојување на нивното новородено бебе. Откако се породила жената, таа со нејзиното бебе заминале во домот на 63 годишната згрижувачка. Од нејзиниот дом било продадено новороденчето на брачниот пар и тие го однеле во својот дом. Во октомври 2025 година бил склучен договор за заем на 500 евра помеѓу таткото на бебето и новиот родител, кој му ја исплатил сумата. Националната единица за сузбивање на криумчарење на мигранти и трговија со луѓе поднесе кривична пријава против сите инволвирани шестмина од Скопје, Куманово и од Тетово, осомничени за кривично дело трговија со дете, поврзано со незаконско посвојување новородено бебе за паричен надоместок. Од судија на претходна постапка на лицата им е определена мерка домашен притвор. За сега се уште нема одговор од страна на надлежните од Министерството за социјална политика дали има сомневање за лицата кои се вмешани во скандалот со продажба на децата и дали има и други вакви случаи. Над 300 тони небезбедна храна во период од 2 години биле спречени да се најдат на трпезите на граѓаните, информираат од Агенцијата за храна и ветеринарство. Јорданчо Цветановски. Над 360 тони небезбедна храна била спречена да стигне во продажба на македонскиот пазар во изминатите 2 години. Информираше директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов на одбележувањето на 15 годишнината од постоењето на АХВ и на Светскиот ден за безбедноста на храната. Минатата година АХВ ја заокружила со спроведени над 47.200 надзори, а за утврдените прекршоци изречени биле 6.770 инспекциски мерки. Успеавме нештото да уништиме над 800 тони на храна во овие 2 години и вратено над 300 тони храна кои што се небезбедни, вратени во земјата производител или уништени на депонија кај нас. Во однос на последниот скандал со млекарниците, поврзан со контролите кај 10 оператори, но и окажувањата на експертите дека се потребни построги казни како гаранција за квалитетот и безбедноста на млечните производи, Миланов појасни дека ќе направат дополнителни контроли со цел да се открие колку време траела праксата со проблематичните производи. Тој најави дека ќе се засилат контролите и кај местните производи. Покрај редовните ќе се направи и аудит да се види и од самото производство како течел настанот. Ќе се вратиме еден чекор наназад
за да видиме дали воделе записници, дали воделе лабораториски анализи, дали ова е од пред 15 дена или постоело години наназад. Се уште ние ги немаме добиено резултатите од трајните и полутрајните производи и сувоместнатите производи. Кога зборам за трајни и полутрајни производи, зборам за салами, вришти, од паштети од преработена индустрија. Меѓутоа, уште ги немаме анализите. Јас искрено да ви кажам, очекувам дека би имало нешто, затоа што таму премногу имаме ароми, бои, фосфати. И во следниот период ќе продолжат интензивните контроли од страна на АХВ. Од агенцијата ги повикаа граѓаните да пријават доколку забележат сомнителни активности на субјектите кои работат со храна, затоа што како што велат од таму, безбедната храна не била привилегија, туку основно право на секој граѓанин. Вестите завршија. Поранешниот премиер, а сега пратеник на СДСМ Димитар Ковачевски, гостува во само интервју кај Гоца Михајловски. Останете со Канал 5.